Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, денес разговараме за одобрување на кредит за акционерското друштво за производство на електрична енергија и електрани на Република Македонија во државна собственост. Зборуваме за кредит од 25 милиони евра. Ова е само дел од мрежата на испумпување милионски суми од енергетскиот сектор. Имено, од државата се испумпуваат над 250 милиони евра годишно за увоз на електрична енергија поради неспособноста на оваа владина гарнитура и раководствата кои што ги водат овие компании кои што треба да бидат предводници во енергетскиот сектор. Со овој договор со кој што ќе се задолжи за 25 милиони евра, самиот инвеститор, односно Европската банка за обнова и развој, не им верува ниту на властите, ниту на раководните лица кои што ги водат овие енергетски компании. Зошто? Бидејќи во самиот договор, во членот 4, дел 404, во финансиски и оперативни обврски, децидно нормира одредба која што ја цитирам. Вршење на дејноста на работењето, освен доколку банката не се согласи поинаку, заемопримачот е должен, внимавајте, во секој момент да управува и да ги одржува своите погони, објекти, опрема и друг имот во добра работна состојба и веднаш, кога ќе биде потребно, да ги изврши сите потребни поправки и реновирања на истите, а сето тоа во согласност со добрата деловна финансиска практика. Ви ставаат одредба дека морате да ги одржувате и да се посветите на нивното работење. Тоа произлегува од недовербата која што и овие институции ја имат спрема актуелните раководни лица таму и структурите кои што ги водат овие енергетски компании, бидејќи и самите знаат дека континуирано се злоупотребуваат и се постигнува минимум на производство на електрична енергија во последниот период. Ова е уште еден доказ дека не функционираат енергетските компании кои што треба да обезбедат во најголем дел електрична енергија за граѓаните и стопанството во Република Македонија. Односно, сето ова хронолошки потекнува уште со доаѓање на власт на оваа гарнитура. Имено, уште во текот на 2017 година, кога имало распишено јавна набавка за набавка на механизација за собствените потреби на РЕК Битола. Со доаѓањето на оваа гарнитура на власт, истата со одлука за поништување на постапката број 11-178/9 од 17.8.2017 година се поништува оваа набавка. Која е цел? Со поништување на ваква набавка, со која што било предвидено за 20 милиони евра да се набави опрема за собствено производство и ископ на јаглен и целокупна оперативна механизација за производство на електрична енергија, со сите други пропратни трошоци, оперативни, човечки ресурси, да достигне до 30 милиони евра за наредните 4 или 5 години, вие посегнувате, ја поништувате одлуката и со тоа овозможувате на раководството да склучува договори со приватни оператори за истата намена. Меѓутоа, која е разликата? Со склучените договори со оперативни приватни оператори кои што ја вршат истата услуга, вие за 4 години исплаќате 93 милиони евра. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, од овде произлегува дека цели 63 милиони евра за овие 4 години се испумпани само од една енергетска компанија, односно од РЕК Битола. Со овие 63 милиони евра можело да се направат фотоволтаични централи и да се направи според пресметките кои што вие ги доставувате, односно според ваши пресметки за 25 милиони евра
треба да инсталирате околу 30 мегават часови капацитет на производство на електрична енергија, иако знаеме дека на пазарот со толкави проекти големи може да се спушти цената и треба да биде многу помала од она што вие ја проектирате, но со овие 93 милиони евра дополнително ќе сте имале годишно по околу 120 мегават часови електрична енергија дополнително, ако ја мултиплицираме со годините кои што поминале, оваа бројка ќе биде многу повеќе. Тоа значи дека систематски сте насочени кон испумпување на пари од енергетскиот сектор и дополнително со увозот на електрична енергија, кое што со намера ги доведовте овие компании под минимумот на производство, за да можете да увезувате, годишно се испумпуваат околу 250 милиони евра. За овие 250 милиони евра ќе се инсталирале, според вашите пресметки, повторно зборувам, според вашите пресметки, околу 300 мегават часови производство на електрична енергија годишно. Пресметајте ги со текот на годините колку ќе се мултиплицираат овие придобивки, но тука не застанува целата ситуација. Повторно потенцирам, ова е мрежа на испумпување на милионски суми од овој сектор. За да голготата биде уште поголема, од предпријатија кои што беа оставени со суфицит и во кондиција, вие имате направено загубари од овие компании и АД Елем во последните 2 години има рекордно најниско производство од своето постојање наваму. За да АД Елем представува еден од најголемите загубари во Република Македонија во 2020 година со 20 милиони евра, а исто така само во месец октомври во 2021 година до крајот, истото продуцира со уште околу 20 на милиони евра загуба. Тоа значи, секој енергетски сектор, секоја компанија која што се занимава во енергетскиот сектор, а е во собственост на државата, ја правите загуба, за да можете преку приватни оператори да увезувате струја и да билдате високи профити од овие сделки кои што ги правите, а со тоа повторно докажувате и една од клучните наводно независни регулаторни тела, регулаторна комисија, според изјавата при давање на отчет за сработеното, односно на извештајот за 2021 година, една од вработените, односно представник кој што беше пратен да го образложи, констатира дека истата не и се доволно средствата кои што ги има. Можеме да заклучиме дека сите компании, вклучително и комисијата, односно регулаторна комисија, е нов загубар во енергетскиот сектор. Почитувани колеги, зборуваме за енергетски сектор и онаму каде што треба најмногу да се инвестира, а вие поддржувате вакви раководства, вакви неспособни кадри кои што ги водат овие компании, а сето ова оди на штета на граѓаните и крајната цел, кое што ја постигнувате, се билдат огромни профити на поединци, а за тоа страдаат граѓаните. Со доставеното законско решение ќе се овозможи изградба на овие фотоволтаици, но во кој процент ќе се смени производството на електричната енергија и зголемувањето на цените на електричната енергија. Имено самите најавивте дека зголемувањето ќе биде во дадениот месец околу 10% на електричната енергија. Никаде не слушнавме од никој до каде се најавуваните измени на законот за додадена вредност, каде што знаеме, бидејќи од овде разговаравме минатата година, дека времето тече. Доаѓа 1 јули, од кога, согласно законот кој што е донесен од минатата година, ДДВ-то за електричната енергија ќе се зголеми за дополнителни 5%, а наредната година за дополнителни 8%. Тоа значи дека кумулативно досегашните зголемувања од околу 33% и вклучително сегашното предвидено зголемување се кумулативно зголемување од околу 45 до 50%. Почитувани колеги, граѓаните овој ценовен шок не можат да го издржат, ниту стопанството, ниту граѓаните, и затоа
Крајно време е да се заземете да можеме овие раководни кадри. Реплика пратеничката Даниела Колева, повелете.